Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на радио Слободна Македонија. Пулт на радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славе Царсова, уредник и водител на политичкиот магазин кој ќе го следите во следниот час на радио Слободна Македонија. Додека Заев најавува и калкулира со бомби, неговите медиуми му прават предигра, власта подготвува законски решенија за државниот испит, ние во фокусот денеска ќе го ставиме финансискиот криминал, перењето пари за тајувањето данок. Мој гостин ќе биде директорот на Управата за финансиска полиција Александар Тргачевски. Но по паузата за добра македонска музика ќе започнеме најпрво со преглед на политичките настани на неделата. Останете со нас. Пулт на радио Слободна Македонија. Интервјуа, анализи, теми. Неделен политички магазин на радиото во боја. Немој да се наведаш, распрашај се како сум јас. Може долго време скитам, но нема да се заљубам. Премногу добро те знам, а лажниот збор јас веднаш го познавам. Мислат важен се правам, дај заврши круг и почни од почеток. Гледам Бог, јас сум повторно јас и немам ништо против тебе, ај немам време. Јас сум повторно јас и срце поклон свет го чувам, многу малку љубав. Немој да ме гледаш така и немој да се наведаш, распрашај се како сум јас. Може долго време скитам, но нема да се заљубам. Премногу добро те знам, а лажниот збор јас веднаш го познавам. Мислат важен се правам, дај заврши круг и почни од почеток. Гледам Бог, јас сум повторно јас и немам ништо против тебе, ај немам време. Јас сум повторно јас и срце поклон свет го чувам, многу малку љубав. Не ме гледај така, не ти треба ваков тип, има други, не сум само јас. Не си била оној час кога љубов учев јас, кога пиев слози како сега ти. Може би сум звер, може не е фер, ама таков сум, барам забава во се. А лажниот збор јас веднаш го познавам. Мислат важен се правам, дај заврши круг и почни од почеток. Гледам Бог, јас сум повторно јас и немам ништо против тебе, ај немам време. Јас сум повторно јас и срце поклон свет го чувам, многу малку љубав. Јас сум повторно јас и немам ништо против тебе, ај немам време. Јас сум повторно јас и срце поклон свет го чувам, многу малку љубав. Пулт на радио Слободна Македонија. Интервјуа, анализи, теми. Неделен политички магазин на радиото во боја.
Започнуваме со преглед на настаните на неделата. Го слушате политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија. Опозицијскиот неделник Фокус објави снимка и фотографии од стан во кој наводно се печателе фалсификувани пасоши во пресред на изборите. На снимката, како што веќе е добро познато на јавноста, се гледаше боса нога, неколку расфрлени пасоши и тепих во кремава боја, а ефектот беше збогатен со гласни довикувања на авторот на видеото со навреди за опозицијата, аудио подкрепа која требаше да послужи како доказ дека злоупотребата ја прави власта. И реакциите се веќе познати. Институциите енергично отфрлија било каква можност за незаконско печатење на македонскиот пасош, кој важи за еден од најбезбедните во Европа, а експертите се согласија дека ова е уште еден ефтин трик на СДСМ, своевидна предигра за така наречената бомба со која Заев го одржува своето членство во живот, а владачката партија му порача да се најде друга тема за манипулација. Ова се изјавите на премиерот Груевски и министерката за внатрешни Гордана Јанкуловска. Минати се одамна тие времења кога народот можеше така лесно да се изманипулира. Можеби на почетокот на 90-тите кога искуството беше помало, можеби поголем број ќе поверува во вакви измисли, ама денеска после толку многу изборни циклуси, после 23-4 години да поверува некој дека 200.000 луѓе ќе земат по еден пасош и ќе да гласаат, тоа е вака прилично наивно или не знам како да го наречам. Затоа што денеска на 20 луѓе да им дадете таков пасош, ќе се дознае, а камо ли на 200.000 луѓе да им дадете. Мислам, нема шанси на 20 луѓе да некој да им подели, да им рече ова е лажен пасош, одете гласите. По некое време еден од нив ќе си каже и ќе излезе на виделина. А камо ли да дадете на 50.000, на 20.000, на 100.000, на 200.000 луѓе, вака, тоа е апсурд, мислам. Не знам како некој може да помислува дека некому би му паднало на памет да фалсификува 200.000 гласови. Тоа е вака далеку од ума. Ние се уште не сме виделе нешто што некој мисли дека наликува на пасош, освен тврдењата на партиските гласила на опозицијата, односно на истакнати активисти на опозицијата, дека можеби некаде постоело нешто што можеби личи на патната исправа, ама тие не го виделе, ама некој друг го видел, па на нив им кажал дека е можно да го видел. Така што еве, уште еднаш ќе го повторам апелот, ако тие кај нив поседуваат било што ним им личи на патна исправа, да направиме анализа, да провериме и да ги отстраниме сите сомнежи. Ако немаат такво нешто, а само манипулираат со јавноста, тогаш нека си одберат друга тема за сопствена политичка промоција. Заев неверојатно единствениот кој верува дека може да се фалсификува изборна победа изразена со 200.000 гласа разлика по теркот на аматерското видео кој го објавија медиумите на Сорос. Јавноста се подсмева на обидот на опозицијата да ја оправда катастрофата на последните избори, особено ако се има предвид дека опозицијскиот лидер преку своите медиуми испраќа порака дека власта му ги украла изборите со фалсификувани пасоши, без тоа да го забележат илјадници негови, но и странски наблюдувачи на избирачките места, коментираат експертите. Ова е ставот на политичкиот аналитичар Ивица Боцевски. Овие бројки може би се скромни за Соединетите американски држави каде што гласат стотина милиони луѓе. Меѓутоа за Македонија, каде што имаме 1,7 милиони избирачи запишани избирачкиот список, каде што никогаш не гласале повеќе од 1.200.000 бирачи, каде што никогаш не гласале помалку од 800.000 бирачи, во една таква земја 200.000 гласови се планина. Не може да се фалсификуваат 200.000 гласови, тоа ќе се забележи. Доколку се обиде некој во Македонија да фалсификува 200.000 гласови, утре дента народот ќе излезе пред парламентот со коски ќе го изеде. Така што тоа се болни фантазии на луѓе кои што не можат да соберат доволно гласови за да дојдат до власт. Владата се руши со програма, владата се руши со алтернатива понуда, со алтернативен концепт, владата се руши со алтернативна екипа во која што луѓето ќе имаат доверба дека може да ја води Република Македонија. Во екипата на Зоран Заев луѓето имаат доверба само дека може да подготвуваат добри забави за најбогатите македонци во старо-новиот театар на МНТ и во ништо друго. Заев е еден голем циркузант, тој се труди да биде илузионист, меѓутоа има проблем. Неговиот проблем е што публиката му ги има прочитано сите трикови, односно сите трикови кои што тој не ги прикажува се трикови на неговиот учител Бранко Црвенковски, кои што одамна се испробани врз овој народ. На тие илузии веќе никој нема да паѓа. За циркузантски точки дискутираат друг тип на луѓе, а не дискутираме јас и ви.
Експертите сметаат дека со оглед на нервозата и отсуството на идеи во опозицијските редови за очекување во иднина да зачести појавата на вакви и слични монтирани содржини со кои СДСМ ќе сака да остави впечаток дека ништо работи, како би избегале од сопственото членство кое со години очекува конкретни проекти и план за работа. Но не е само аферата пасоши причина за недовербата во јавноста. Во ЗАЕФ коментираат експертите, неконзистентноста и континуираната манипулативна политика си го земаат својот данок. Ова е ставот на аналитичарот Владимир Божиновски. Не може вие да имате една политика, па за 2 месеци да имате нешто сосема ново, за 2 месеци повторно да имате сосема ново. Едноставно самата партија не е доволно организирана, а за да го направи тоа треба една потелна реформа. Очигледно некаква реформа се почна, но сето тоа како да застане. И сведоци сме дека особено по изборите СДСМ скори воопшто да ја нема во јавност. Не е официјално потврдено, но дел од медиумите објавија СДСМ бледо негираше дека Зоран Заев почнал да се пазари со така наречената бомба, а првата адреса на која отишол бил Али Ахмети. На лидерот на ДУИ Заев му предочил дека поседува одредени докази кои може да ги нарушат коалицијските односи, па побарал од него да излезе од владата, а за возврат бомбата да не ја види светлината на денот. Ахмети одбил да биде соучесник во ваквата стратегија на СДСМ. Му порачал на лидерот на опозицијата да ја освои власта со програма на избори. Слична порака и од Собраниската комисија на СДСМ им упати Артан Груби, шеф на кабинет на лидерот Ахмети. Ги повика претениците да се вратат во собранието, зашто во спротивно ДУИ ќе го поддржи од земањето на мандатите и на пленарна седница, како што тоа го направија и на комисијата за мандатно-имунитетни прашања. Упати јасна порака до Заев, патот до власта не оди преку Али Ахмети. Не може да се дојде на власт со поттикнување на совжештување на меѓуетнички односи, со паралелни патишта и со индиректни удари кон парламентарното мнозинство за да се дојде до целта која што вие сте ја предвиделе. Кој ќе го суди ова? Дали ќе треба ние како комисија, дали собранието или па граѓаните кои што треба да ја казнат оваа недоверба изразена од страна пратениците избрани од самите нив, од граѓаните. Граѓаните ја делегирале нивната доверба до пратениците на СДСМ, меѓутоа тие не ја реализирале оваа доверба со застапување на граѓаните во собранието и верувам дека одлуката и осудата за овој нивен акт ќе ја добијат од самите граѓани на следните избори кога и да се случат тие. Заев останува на барањата за техничка влада и вели дека постапката во парламентот нема да го поколеба. И буквално од 10 мај молиме да бидат одземени мандатите на пратениците, поднесовме и оставки и апсолутно нашите ставови се јасни. Останува на парламентарното мнозинство и пред се двотретинското мнозинство да ја донесе одлуката. Каква и да е одлуката, секако ние ќе почитуваме. Политичката присметка во Македонија неделава доби една нова, невкусна, долна и црна димензија. Непознат сторител на вратата од домот на претеничката Љубица Буралиева напишал навредлива порака со лична дисквалификација и обвинување дека е продадена. Претеничката повикала полиција и се згрозила од долното ниво на однесување на поединци. Таа подолго била предмет на навреди и притисоци откако реши да му го сврти грбот на Заев и наместо да бојкотира, седна во претеничките клупи заедно со Роза Топузовска и Соза Грчева. Опозицијските портали и организациите на Сорос организираат нов студентски протест кој треба да се одржи идната недела. Премиерот очекува овој пат да протестираат само СДСМ и организациите на Институтот Отворено општество кои протестираат на секоја тема која е контра владата, зашто студентите веќе знаат дека целта на државниот испит е поквалитетно образование за сите. Во секоја прилика кога има било каква можност да се протестира против владата, зашто и да е? Дали се тоа пензионери, дали се студенти, дали се вакви или онакви категории на лица, кој што да е погоден, тие невладини организации финансирани од Институтот Отворено општество, секогаш има некој начин да извадат некоја бројка на луѓе, како ги мотивираат, тие си знаат најдобро, и протестираат за се. И не случајно гледаме често низ медиумите исти личности што биле и на протест за земјоделци, и на протест за студенти, и на протест за, не знам, стечај. Предлог текстот за државниот испит ќе се донесе на следната владина седница, пошто ќе следат и јавни дебати. Идејата е на овој испит студентите да покажат минимум знаење од дотогаш поминатите семестри. Процесот целосно ќе го спроведува одборот за акредитација како независно тело. Испитот ќе го полагаат генерацијата студенти кои ќе се запишат во 2015-2016 година.
Еврокомесарот за соседство и преговори за проширување Јоханес Хан испрати уште еден повик до македонската опозиција да се врати во институциите и најави посета на Скопје на почетокот на идниот месец. Како што јави дописникот на МИА од Брисел, ова го порача по едночасовната средба со заменик председателот на македонската влада задолжен за европски интеграции Фатмир Бесими, што се одржа вчера во Брисел, по која наследникот на Штефан Филе посочи дека Европската комисија бара начин за одблокирање на евроинтеграциите на Македонија и другите земји од регионот. Би сакал уште еднаш да ги повикам сите политички партии да имаат политичка дебата во парламентот, а не надвор. Особено би сакал да ја видам опозицијата да се врати во собранието и секогаш кога ќе можам ќе го кажувам ова. И во тој поглед моја намера е да остварам брза посета на Република Македонија во јануари следната година, да имам прв состанок со водечките личности на различните политички партии со цел да се направи понатамошен прогрес и да се напредува. Пулт на Радио Слободна Македонија, интервјуа, анализи, теми, неделен политички магазин на радиото во боја. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Универзитет за туризам и менеджмент Скопје. Едноставно најдобри. www.utms.edu.mk Кристал Хол, сала за свадби и прослави. Хотел Гранит Капиштец. Организирани предновогодишни забави за сите компании со капацитет од 80 до 220 лица. Собствен паркинг, мени по договор. Резервации на 070 67 1193. Кристал Хол Скопје. Радио Слободна Македонија. Пулт на Радио Слободна Македонија, интервјуа, анализи, теми, неделен политички магазин на радиото во боја. Се враќаме назад во Радио Слободна Македонија, како што најавив на самиот почеток, мој гостин денеска, директорот на управата за финансиска полиција Александар Тргачевски. Добро дојдовте во Радио Слободна Македонија. Добар ден и добро најав. 2 години сте на чело на оваа институција, на финансиската полиција. Кажете ми како функционира, кои се надлежностите на финансиската полиција, во кој дел завршува надлежноста на МВР, каде почнувате вие и што се работите? Така. Вака, надлежностите на финансиската полиција се прецизно опишани во Законот за кривичната постапка и во Законот за финансиската полиција. Значи, како финансиска полиција имаме точно прецизирани кривични дела кои што можеме да ги постапуваме и за кои сме надлежни. Прво кој што ќе го споменаме, даначното затајување, перењето пари и други приноси од казниво дело, криумчарење, недозволена трговија. Меѓутоа, како надлежност ни се оставени и сите оние кривични дела кои што се од значителна вредност, што значи дека имаат штета над 1 милион денари од прилика, над 50 просечни плати, со кои што е доведен во прашање буџетот на Република Македонија, односно трошењето на јавните средства. Што значи дека имаме надлежности да правиме и увити контроли на трошењето на јавните пари. Кои од овие дела најчесто ги сторуваат македонците? Кои дела најчесто ги откриваат? Па даночното затајување е една од најфреквентните кривични дела кои што поминуваат низ управата за финансиска полиција и генерално сме сконцентрирани на тоа. Меѓутоа во последно време почнаме да работиме доста на измами и на злоупотреби на службена положба и властување во трошење на јавните пари. Бидејќи владата на Република Македонија има зацртана програма да нема милост за секој што ќе се осмели да ги допре народните пари, кои што се стационирани во буџетот на Република Македонија. Билите даночното затајување се уште често кривично дело кое што го сторуваат македонците, кое вие го откривате. Во Америка важи максимата, важно е да се плати данок, може само да се плати данок и да се умре, тоа е она што мора да се направи. Дали во Македонија полека почнува да доаѓа оној менталитет дека плаќањето данок е нешто што мора да се направи, а не да се заобиколува? Па видете, мораме да признаеме дека се уште не сме на тоа ниво дека мора да се плати данок и да се умре, во стилот на колегите од Америка. Меѓутоа во Република Македонија се повеќе расне свесноста на граѓаните дека треба да си го платат данокот. Од друга страна и државата веќе е свесна дека данокот е прилив за државниот буџет и дека од тој данок буквално буџетот се полни. Од тој данок се плаќаат плати на државна администрација, се градат болници, се градат градинки, се градат школи.
Доколку избегнуваат фирмите граѓаните плаќање на данок, едноставно нашите деца ќе немаат каде да учат. Бидејќи данокот што го плаќаме буквално е единственото средство од кое што се полни буџетот на државата. Се останато е верижна реакција. Ако нема даноци, нема пари во буџетот, нема пари за инвестиции. Тоа е ланчна реакција. Така да, од тој аспект, мислам дека ќе треба како држава да имаме тенденција да го достигнеме америчкиот систем, да мора да се умре и да се плати данок. Така, за колкави суми на злоупотреби на годишно ниво станува збор кои што успевате вие да ги откриете како финансиска полиција? Прецизна бројка не би можел да ви кажам, меѓутоа од анализата што ја правев, бидејќи финансиската полиција постои само 11 години, бидејќи сме релативно млада институција, годишно на годишно ниво се движиме од 10 до 20 милиони евра, во зависност од годината. Сепак мислам дека се работи за сериозни суми на пари, меѓутоа нашата цел не е само да ги откриеме и да ги пријавиме луѓето. Значи нашата цела и целта на државата е она што ќе го пријавиме да можеме да го наплатиме. Затоа што нема ефект доколку оној што украл данок, буквално не го зател, туку го украл данокот од државата, украл државни пари, само да го ставиме во затвор. Тоа е дополнителен трошок за буџетот. Целта треба да не биде не само да го затвориме, туку и да му ги земеме парите кои што ги земала државата. Доколку тоа успееме, тогаш ќе бидеме ефикасни. Единствено затворањето, значи притворањето на луѓето не е решението. Тоа е само 50% од работата. Едно време, не знам дали е си уште така, но важеше максимата дека добра ќе затајам или ќе направам на криминален начин 1 милион евра и ќе ги одлежам 2 години во затвор, па сигурно за 2 години не би можел да ги заработам честно тие пари. Дали се уште криминалот и богатењето на штета на буџетот е финансиски исплатливо во Република Македонија? Колкав е тој процент на наплата на штетата која што е направена? Мојот одговор е дека криминалот не се исплатува дефинитивно. Значи таа максима што ја кажавте дека за 1 милион евра ќе лежам 2 години во Македонија не е возможно. Можеби правдата е малку спора, меѓутоа стигнува. А верувајте дека ниедни пари нема да заменат лежење затвор. Затоа што луѓе што не влегле да видат како се лежи затвор, не можат да знаат што таму ги чека. Значи надвор сте од слободниот свет. Така да порачувам дека криминалот, и ова отворено го кажувам, криминалот во Република Македонија не се исплатува. Од проста причина. Успевате ли да им ги одземете оние средства кои што успеале на незаконски начин да ги морам заработат? да напоменам дека со воспоставувањето на новиот концепт на Законот за кривична постапка, веќе имаме големи промени. Сега јавниот обвинител е тој кој што ја води целокупната кривична постапка, доколку порано јавниот обвинител се вклучуваше откако веќе кривичната пријава ќе биде спремена од полицијата, дали ќе биде тоа финансиска полиција или МВР, не е битно, се вклучуваше отпосле. Меѓутоа сега, во најголемиот број на случаи, согласно Законот за кривична постапка и неговиот нов концепт, доколку откриеме некое посериозно кривично дело, каде што имаме основи за сомневање дека е сторен определен криминал, должни сме веднаш да го вклучиме јавниот обвинител. Во конкретните случаи каде што имаме даночно затајување, првото прашање на јавниот обвинител е дали можеме да ги вратиме парите. Тоа е првото прашање. Не дали ќе го осудиме човекот, дали можеме да ги вратиме парите, што мислам дека е максимално исправно. Така да сега финансиските истраги не ни почнуваат од аспект дека ние треба да го лоцираме криминалецот и да го апсиме. Првим правиме финансиска истрага што тој има, што тој стекнал со криминал, за да знаеме кога ќе реализираме кривичната пријава што можеме да му земеме. Бидејќи ако го ставиме во затвор, а не му ги земеме парите, нашата работа е, да не речем, незавршена до крај. И ме радува фактот што идеме многу посмело во оваа област и голем дел од кривичните пријави веќе се наплатуваат. Значи самите странки се свесни дека сториле грешка, свесни се дека за тоа ќе одговараат и прават буквално се за да го платат данокот кој што го затаиле, односно украле од државниот буџет. Колку е тешко да им се влезе во трак на парите? Видете, да им се влезе во трак на парите е тешко, меѓутоа бидејќи како финансиска полиција имаме овластувања, широки овластувања за следење на трансакцијски сметки во земјата и во странство, значи влегуваме лесно на оној промет со пари кој што иде преку сметки. Малку потешко е да го следите текот на парите кои што идат во кеш. Меѓутоа сепак има начини за следење на овој тек на парите. Потешко е за докажување, за откривање, меѓутоа сепак пак ќе кажам има начин за тоа и тоа го правиме. Оваа недела имавте еден специфичен случај. Уапсивте, ми се чини, 3 лица кои што едниот бил мозок на операцијата и им дал одредена ниска сума на финансиски надомест за да им регистрира фирми на кои што неосновано направил поврат на ДДВ, а лицата биле социјални случаи. Колку често со вакви случаи се соочувате на ваков тип на злоупотреби? Па морам да признам дека ваков тип на случаи годинава имавме неколку,
а се надевам ќе имаме уште неколку до крајот на годината, се работи за лица од низок социјален статус кои што едноставно преживуваат. Криминалците не бираат средства да стигнат до целта и да стигнат до парите, знаат дека правдата ќе ги стигне кога тогаш. Токму поради тоа, за да го избегнат овој факт, ангажираат лица кои што едноставно кога се гладни, трезвено не размислуваат што значи да подпишете 15 или 20 фактури бланко, а тој после само да си ги напише сумите на фактурите. Точно е дека лицата се изманипулирани, ја не верувам дека биле до крај свесни што сториле, меѓутоа оваа пракса мораме да се узбиеме. Мора да се знае дека за бланко подпис на фактури се одговара. Ние се согласувам. Вината, поголемиот дел од вината е кај оние што се организатори на овие малверзации, тие кои што се мозок на операциите. Меѓутоа кривичниот законник е ригорозен и за оние кои што подпишуваат и кои што не ја смислиле акцијата. Потребна ли е дополнителна едукација? Еве, сепак се работи за граѓани од низок социјален статус кои што немаат многу можеби информација. Јас знам дека нели не може да биде амнестиран оној кој не го познава законот, нели? Секој одговара и е должен да го познава. Можеби е потребна и некоја превентивна кампања која што ќе им даде до знаење на граѓаните дека на тој начин ќе завршат со лисици на рацете. Па се надевам дека нашето јавно излегување со ваквиот тип на случаеви, токму тоа ни беше и целта. Да им посочиме на луѓето дека она што се случува во реалноста не е така розово како што нив им изгледа. Дека за конкретниот случај за 90.000 денари, дека он ќе направи ништо, потпишал неколку документи. Тоа не беше целта, да покажеме дека за тоа се одговара. Мислам дека поголема превенција од репресија во првите случаи кои што ќе се појават не може да има. Токму поради тоа со овие случаи значи сакаме да идеме до крај и да рачистиме еднаш за секогаш дека државата и буџетот не се средство кое што секој може да го краде. Так. Господин Тргачевски, ќе направиме куса пауза за музика и се враќаме повторно со разговор. Одам пат без патека, не знам бројни улица, уште една преказна, без принцеза остана. А сите мои другари ми велат заборави ја, ама срце не дава, среќно е што сонува. Дур не повлече дождови, молитва пеам да зазори. Еден живот живеам, а живот цел по неа умирам. О Боже, Боже, кажи ми, каде да ја пронајдам. Еден живот живеам, а живот цел по неа умирам. О Боже, Боже, кажи ми, каде да ја пронајдам. Чувај ги бакнежите, еднаш ке те подсетат и пак ќе светнеш на небо, така ке те пронајдам. Дур не повлече дождови, молитва пеам да зазори. Еден живот живеам, а живот цел по неа умирам. О Боже, Боже, кажи ми, каде да ја пронајдам. Еден живот живеам, а живот цел по неа умирам. О Боже, Боже, кажи ми, каде да ја пронајдам. О Боже, Боже, кажи ми,
на Радио Слободна Македонија, интервјуа, анализи, теми, неделен политички магазин на радиото во боја. Слушате Пулт на Радио Слободна Македонија, јас сум Славица Арсова, разговарам со директорот на Управата за финансиска полиција Александар Тргачевски. Тргачевски, колку често се работи за организирани групи кои стојат зад финансиските измами? Па во најголемиот број на случаи се работи за организирани групи, бидејќи многу е тешко ваков тип на измама, особено измама за ДДВ да стори еден човек. Затоа што сепак треба некој да биде мозок на операцијата и треба логистика да се истрча работата до крај. Во конкретниве случаи кои што ние ги реализиравме годинава и кои што се надевам ќе ги реализираме во иднина, од оние што веќе ги работиме, се работи најчесто од 3 до 5 лица. Бидејќи се отвараат повеќе фирми за да се лишат поголеми суми на пари. Значи еден човек ако биде со една фирма не може да земе поголема сума на пари, ќе земе 30-50 илјади евра, меѓутоа луѓето се малку алчни, сакаат многу повеќе. Значи затоа отвараат повеќе фирми на повеќе различни лица, за да нема сомнеш кај управата за јавни приходи дека едно лице направило огромна сума на пари и бара поврат на ДДВ. Ги раситнуваат фирмите, значи ако имаат речеме 200.000 евра за подигање, ги раситнуваат на 7-8 фирми во различни суми и токму поради тоа треба повеќе лица. Кој е најчесто мозокот на овие операции? Дали сепак треба да е некој кој што го познава финансискиот систем? Дали најчесто сметководителите се оние кои ги разработуваат овие шеми? Во 2014 година морам да признам за жал, па ќе кажам за жал, од проста причина што се работи за луѓе што се едуцирани и знаат дека тоа е кривично дело. Неколку сметководители беа апсени токму поради овие работи, затоа што човек кој што не работи од оваа проблематика многу тешко може да ги најде слабите точки на системот. Многу тешко. Значи тоа може да го знае само професионалец. И да не е вклучен директно во извршувањето на кривичното дело, нашите информации кажуваат дека тие се советниците. Што е лошо, повторно кажувам дека е лошо. Меѓутоа оваа година повторно ќе повторам, по не знам кој пат веќе, уапсени се неколку сметководители и сметам дека треба да биде доволна поука за сите дека странките треба да ги поучуваат да се работат професионално. Само професионално. Ваквиот начин на поведение ќе определени, да не генерализирам, има таму прекрасни луѓе, е казнив. И за тоа се одговара. Бидејќи очигледно е дека човек кој што не е навлезан или во финансиското работење не може лесно да детектира дупката во законот или начинот на кој што може да се злоупотреби. Дали сте во трка со криминалците? Финансискиот криминал морам да посочам дека е една од најсофистицираните форми на криминал. Затоа што за да докажете едно кривично дело треба да поминете многу места, да посетите многу луѓе, да поминете многу сметководители, да испроверите еден куп банкарски сметки, да направите финансиска истрага за имотот на тие што ги се осомничени, да спремите една хрпа документи кои што треба да ги доставите до јавниот обвинител и на крај да процесирате кривична пријава. Многу софистицирана форма на криминалитет. Точно е дека ние сме во трка со криминалците, јас немам некоја илузија дека ние ќе го отстраниме финансискиот криминал на државата, меѓутоа треба да го ставиме во некоја рамка која што е поднослива. Криминал имало, има и ќе има и во иднина. Меѓутоа сепак мора да ставиме граница на тоа докаде може да се оди. Точно е дека државата изнаоѓа системи како да се спречат сите овие финансиски малверзации, меѓутоа мора да признаеме дека ние македонците сме многу паметни, смислуваме само и ги учиме од странство. Криминалците се во тек со се што се случува ново во државата. Меѓутоа пробуваме со сите можни средства и ние и МВР и Царинска управа како дел од правосудна полиција и јавното обвинителство да им ставиме крај на овие работи. Колку се строги казните? Казните се строги, меѓутоа моето лично мислење дека треба да бидат многу построги, затоа што сепак ако зборуваме даночно затајување, кажав и на почетокот на интервјуто дека тоа е кражба. Не е кражба од приватен стан, не е кражба од приватна фирма, кражба од буџетот на државата, од касата на државата. И сметам дека треба да бидат казните малце поригорозни од ова што е сега. Сега се виждат од прилика од 3 до 5 години затвор, плюс парични казни, се разбери од земење на она добробит што ја добил од извршувањето на кривичното дело. Меѓутоа според мене лично тоа не е доволно. Можеби би треба да размислиме малце да ги зајачаме казните, да се знае дека со државата не може да се играте, бидејќи сепак од тој буџет на Република Македонија и од буџет на било која друга држава, целиот систем, целото општество има интерес. Не може да се дозволиме утре да нема плата, да нема пензија, затоа што некои, да ги кажам, типови, многу паметни, украле од касата.
Така. Токму поради тоа мислам дека треба да бидеме малце порепресивни. Репресијата ќе не биде најдобра превенција во случај. Кажете ми, каква е вашата соработка со другите институции кои што работат во слична или блиска област како вашата? Па ние имаме најголема допирна точка со МВР. Дори кога ќе се каже управа за финансиска полиција, многу луѓе мислат дека ние сме дел од МВР. Не, ние не сме дел од МВР. Ние сме дел од Министерството за финансии, бидејќи сме чувар на државниот буџет едноставно. Меѓутоа мора да признаеме дека во случаите кои што ги имаме мора да имаме тесна соработка со МВР. И мора да признам дека соработуваме одлично. Голем број од случаите кои што ги работиме ние и кои што ги работат тие кои што се од поголем обем, бидејќи знаеме дека имаме сите ограничени ресурси, ги работиме и заеднички. Голем дел од информации кои што ги има МВР ние мораме да ги користиме, бидејќи ние сме морам да кажам релативно млад и мал орган. Секако тука морам да ги споменам и управата за финансиско разузнавање, соработуваме одлично, управата за јавни приходи, царинската управа. Меѓутоа морам да кажам особена пофалба до јавното обвинителство кое што сериозно ја свати работата со новиот закон за кривична постапка и веќе многу поревносно и побрзо предпоставувам, поефикасни се сега постапките. Видете, не е брзината решението на проблемите. Ефикасноста е битна. Значи не ми е битно да јас денеска ја поднесам пријавата или да поднесам 50 пријави или 60 пријави текот на годината, ако луѓето што се осомничени не бидат уапсени и ако не им ги земеме парите. Така да не брзаме многу со брзината. Целта ми е да дојде добар обвинител, добро да го анализира предметот, кога ќе процениме заеднички дека сме спремни за акција, действуваме. Меѓутоа мора да бидеме сигурни дека ќе можеме да ги земеме парите назад. Инаку лесно е, напиши пријава, пушти до обвинителство, но тоа не е решението. Меѓутоа со донесувањето на новиот закон за кривична постапка мислам дека имаме полн повод во овој правец. Така. Господин Тргачевски, правиме уште една куса пауза за музика и реклами и повторно се враќаме. Е радио Слободна Македонија. Кажи ми, малечка, колку пати љубена си била и заспала на перница, во солзи впиена, покриена со свила, потајно ти прошепнуваш те сакам, со насмевка и топол поглед заљубен, тој ми вели колку сум ти потребен. Бог ми дава сила, не сум што си била, за се сам се борам. Ти си толку мила, судбина ми била за тебе да се родам и за тебе да постојам. Знаеш ли, малечка, колку тајни од себе си крадам, во зборови наискрени, во ноти свиени од срце ти ги давам, потајно ти прошепнуваш те сакам и ми земаш парче душа за себе, нек те кревечно да е крај тебе. Бог ми дава сила, не сум што си била, за се сам се борам. Ти си толку мила, судбина ми била за тебе да се родам и за тебе да постојам. Бог ми дава сила, не сум што си била, за се сам се борам. Ти си толку мила, судбина ми била за тебе да се родам и за тебе да постојам.
što si bila za sve, sam se boram. Ti si toliko mila, sudbina mi bila za tebe da se rodam i za tebe da postojam. I za tebe da postojam. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: православни албанци во Македонија, петта колона за Трета црква. Обвинување без докази, чија е фабриката за пасоши. Интервју Мето Коловски. Има алтернатива за разговорите во Обединетите нации. Европратениците порачуваат: собранието е место за патриотизам. И цар Самуил со судбината на трето полувреме. Бугарија со вето за македонски историски филмови. Со секојдневни нови информации читајте не на republika.mk, најдобар вебсайт за 2013-та. Новиот број е во продажба од 5 декември. Во Скопје има 7342 семафори, но само една СП Клуб карта. Купувачка картичка која штеди. Набави ја твојата на каса во било кој СП маркет и поминувај на зелено. СП Клуб картичка помага да заштедите. 20 години Интералпин Скопје. Трговија со репроматеријали за производители на ПВЦ и алуминиумски прозорци и врати. ПВЦ профил Ропласто, алуминиумски системи Елвиал, Оков и ролетни. Најсовремена линија за производство на нискоемисиони и високоенергетски термопан стакла. Интералпин. Проектирање и изведба на структурални фасади. Производство на алуминиумски прозорци и врати. Ние создаваме трајни вредности. Интералпин Скопје. Радио Слободна Македонија. Пулт на Радио Слободна Македонија. Интервјуа, анализи, теми. Неделен политички магазин на радиото во боја. Ни остана уште малку време. Мој гостин, директорот на Управата за финансиска полиција Александар Тргачевски. Господин Тргачевски, несумнено кога работите со вакви милионски суми, криминал, финанси, перење пари, затајување данок, сигурно во некој момент од вашето работење се соочувате со некакви притисоци. Барем би предпоставиле, така барем постои верување во јавноста дека на партиска, на роднинска, на пријателска линија некој веројатно некогаш ви прави притисок да престанете со некој случај, да не влегувате во истрага за одредени можеби бизнисмени и така натаму. Ви се случува ли ова често во вашето работење? Па кажав, јас сум 2 години и 1 месец на функцијава, до сега ми се нема случено да имам партиска директива што треба да се работи или што не треба да се работи. Ниту пак верувам дека такво нешто ќе постои. Во другиот дел на прашањето во поглед на роднинска, пријателска, Македонија е мала држава и знаеме дека секој може да се дозволи на секого да му се јави да му рече: "Еј, пушти го другар ми." Не иде тоа така. Значи, секој случај кој што се работи буквално во поширок круг на луѓе. Значи, не може да работи случај еден човек. И да сакате да направите нешто, тоа е многу тешко. Бидејќи од старт е вклучен и обвинител. Ако ми е мене пријател, но обвинителот не му е пријател. Така да тие муабети не се вистините. Значи се работи максимално професионално. Од друга страна пак многу често слушаме од опозицијската партија велат местени случаи. Може ли па да се намести некој доколку нема некаква сериозна основа за верување дека одговорно тврдам, барем во институцијата каде што јас сум 2 години на чело, додека сум бил јас тука, за претходно гарантирам, меѓутоа не можам 100% да кажам бидејќи не сум бил присутен. Наместен случај нема и е многу тешко да има. Не можете на некого да му наместите финансиски криминал. Не можете да му плаќате на сметка пари кои што се прљави пари. Не можете да му пополните ДДВ пријава која што е фалсификат. Значи тоа е невозможно. Невозможно. И предпоставам бидејќи не сте единствена институција која што е вклучена, не би можел целиот тој систем да се однесува на. Па ќе кажам, Македонија е мала држава. Значи ако финансиска полиција попушти, МВР не може да попушти, бидејќи ако некој веќе пријавува, ќе нас функционира системот на начин што ако некој пријавува криминал, пријавува МВР, пријавува финансиска полиција, пријавува јавно обвинителство. Еден орган ако затаи на некој си начин, другите два не може да затаат. Така да категорично отврдам дека може да се случи било каква конструкција
или пак било какво давање насока како треба да се постапи во определен случај. Категорично го демонтирам тоа. Не може да се случи такво нешто. Се работи максимално професионално. Не само во финансиска полиција, морам да ги пофалам и колегите од МВР, особено оние кои што работат економски криминал, со кои што имаме редовна соработка, се работи за максимално професионални личности. Максимално професионално. Во медиуми може се да се каже. Меѓутоа, па ќе кажам, најголем дел од тоа не е вистина. Господин Тргачевски, коментиравме на почетокот, еве и за крај, морате да бидете во тек со начинот на кој што функционираат криминалците, да ги прилагодувате и законските решенија на тоа и својата пракса, нели? Кои се предизвиците за вас еве во идната година која доаѓа? Ќе се прават ли некакви измени? Ќе менувате ли нешто во начинот на кој што работите? Па се наметна уште од претходната година, мислам се започна со една таква практика од страна на Министерството за финансии, не брифираат буквално што мислиме за определени законски решенија во определени данъци. Значи, дали системот некаде затајува и дали треба да се прави некаква се измена. Го поздравувам овој потек на Министерството. Бевме консултирани во поглед на измените од законот за ДДВ кои што беа за градежниците. Сегашниот член 32 кој што се воведе, измените. Се надевам дека и во иднина ќе бидеме консултирани, а и ние самите да не бидеме консултирани кога се даваме забелешка каде мислиме дека треба да се смени некое системско решение за да немаме проблем со репресијата кога имаме превенција. А од друга страна, мој предизвик е, значи, управата за финансиска полиција, значи во наредните години се разбира додека ми трае мојот мандат, значи да се обидам кадровски и технички да биде доекипирана максимално. Само на тој начин ќе имаме добар успех. Господин Тргачевски, ви посакувам успех во вашето работење, затоа што нели секој денар кој што некој се обидел да го стави во джеп на сметка на државната каса, денар кој што ние, кој што честно си го заработуваме левот, го плаќаме во државата како даноци. Така да особено е важно вашето действување, како што споменавме во текот на разговорот, нели на запад веќе постојат одредени сваќања, се дел од менталитетот дека данок не сме ни подразно да се затајува и тоа е првото нешто што треба да го направите. Се надевам дека и во Македонија многу скоро ќе се промени менталитетот и ќе стане јасно колку сериозно кривично дело представува даночното затајување. Токму така верувам дека Република Македонија, односно граѓаните во Република Македонија ќе сватат дека данокот мора да се плати. Верувам дека во брзо време ќе станеме еден ден и ние Америка во овој поглед и ќе живееме посреќен и поздрав живот во Република Македонија. Ви благодарам за поканата уште еднаш. Ви благодарам што бевте дел од Пулт на Радио Слободна Македонија. Вам, драги слушатели, ви се заблагодарувам што и овој петок бевте заедно со Радио Слободна Македонија, со политичкиот магазин Пулт. Ве поканувам и понатаму да продолжите да слушате оваа фреквенција и да бидете со Пулт на радио и идниот петок во терминот од 11 до 12 часот. Јас сум Славе Царсова, уредник и водител на оваа емисија. Ви посакувам да имате пријатен ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија.